Денес православната црква го чествува споменот на светиот апостол Ерма и светиот маченик Ерми. Светиот апостол Ерма, еден од 70-те, се споменува во посланието на светиот апостол Павле до римјаните. Родум беше грк, но долго време живееше во Рим. Беше епископ во Филопол, а животот го заврши маченички. Според откровение од ангел Божи, ја состави многу поучната книга Пастир. Ерма беше богат човек, но заради гревовите на своите синови, западна во крајна сиромаштија. Еднаш на молитва му се јави човек во бела облека и со стап во рацете и му рече дека тој е ангелот на покајанието, кој што нему му е пратен за да го придржува до крајот на животот. Ангелот му даде 12 заповеди: да верува во Бога, да живее во простота и во невиност, да не злослови и да му дава милостиња на секого што проси, да ја љуби вистината и да ја одбегнува лагата, да го чува целомудрието во помислите, да се учи на трпение и на великодушност, да знае дека покрај секој човек е поставен еден добар и еден зол дух, да се плаши од Бога и да не се плаши од ѓаволот, да прави секакво добро и да се воздржува од секое зло, да му се моли на Бога од длабочината на душата со вера, да се чува од тагата која е сестра на сомнежот и на гневот, да ги испитува вистините и лажните пророштва, да се чува од секоја зла желба. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј,
Светиот маченик Ермиј остаре како царски војник и на старост пострада за Христа. Откако злобниот судија залудно го одвраќаше од верата во Христа и залудно го советуваше да им принесе жртви на идолите, нареди и забите да му ги исчукаат со камења, а кожата од лицето му ја одраа со нож. Потоа го фрлија во огнена печка, но тој стана, сочуван од благодатта Божја. Потоа го испина и лутиот отров, кој што некој волх му го даде на наредба од судијата, но отровот воопшто не му наштети. Кога го виде тоа волхот, толку се изненади, што јавно го исповеда Христа, зашто веднаш беше убиен со меч. Потоа на Ермиј му ги ископа очите, но тој не се жалеше, туку му викна на судијата: "Земи ги овие телесни очи што ја гледаат суетата на светот, јас имам очи на срцето, со кои што јасно ја гледам светлината на вистината." Потоа беше главечки обесен, но тие што го обесија, ослепеа и се тетеравеа околу него. Свети Ермиј ги повика кај себе, ги положи рацете на нив и со молитва кон Господа им го врати видот. Кога го виде ова судијата, се разјари како лав, па извади нож и му ја отсече главата на Божјиот човек. Христијаните скришно го зедоа телото на Ермиј и чесно го погребаа. Неговите мошти им дава исцеление на сите болни и неволни. Поуки од светите отци. После разговор често сум се покајувал, а после молчењето никогаш. Ава Арсениј.